Earthcare беше на некој начин природа, еволуција на тоа што го работевме со Еркер, со мој воздух. Дори затоа и во името е доста слично. Ние бевме со партнерот во Германија 3 месеци во 2023 летото на акселераторска програма на Techstars. И акселераторската програма помага на стартапи како да го еволуираат својот бизнис. И за време на таа програма ние влеговме со идејата Еркер. Немаше тогаш Earthcare уште. Еркер, ама некако B2B, па на бизниси ќе продаваме поратоци за загадување на воздух. Појма немавме ни дали некој ќе го купи тоа, ни дали некој сака да го купи. Правевме тон интервјуа со корисници, со идеи, мислам со кои бизнис сегменти би мислеле дека ги може да ги таргетирам. И скоро сите ни рекоа: Горијан, супер, не ти плаќам за ова. Многу е кул, ама не добиваш денар за ова, не ми е приоритет, не ми гори толку. И не научија тогаш многу во Techstars дека треба да развиете бизнис кој што е painkiller, а не е витамин. Значи нешто кој што решава сериозна болка, јас сум спремен да платам за тоа, а не суплемент или витамин бизнис кој што убаво е да го имам. It's nice to have, како вика. И тогаш почнаме со партнерот да размислуваме, окей, што е тоа што може да се направи, и некако природно дојде до идејата: а зашто само на воздухот се фокусираме? Пожари, поплави, земјотреси, урагани, ладни бранови, топли бранови, тон податоци поврзани со климата и со животната средина, ние може да ги најдеме и да ги визуализираме и да ги анализираме.